Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска СДСМ го отвара првиот од серијата скандали поврзани со тендерите на градоначалниците од ДПМН. Ке изнесеме низа податоци и сомнежи за длабока корупција, сомнежи за матни тендери во речиси сите општини предводени од ВМРО ДПМН, дури и со пари од унгарскиот кредит. Во фокусот почитувани се милионските тендери што завршуваат кај едни исти фирми, дури и фирми со сомнително минато, кои биле гонети токму за злоупотреби и местење тендери, а кои последно земаат пари и тоа од унгарскиот кредит. Дали почитувани е тоа поентата на унгарскиот кредит и каде завршуваат овие пари? Денеска го отвараме првиот скандал поврзан со компанија која, верувале или не, работи на 50-тина јавни набавки во општини кои ги води ВМРО ДПМН. Да биде скандалот уште поголем, компанијата претходно во 2020 година е осомничена токму за местење на тендери во јавните набавки, погодете каде? Во општина Зелениково предводена од ВМРО ДПМН. Станува збор за фирмата под име Изолација, Дамјан Силјановски и други, ДОО Увоз-Извоз Скопје. Во 4 години добила 50-тина тендери вредни 10 милиони евра, речиси сите од општини под контрола на ВМРО ДПМН. Само во последните 3 месеци, истата фирма добила 3 тендери со 5 договори во различни скопски општини, сите предводени од градоначалници на ВМРО ДПМН. Оваа фирма, почитувани, веќе била гонета за местење тендери во 2020 година, кога Управата за финансиска полиција поднела кривична пријава против поранешниот градоначалник на Зелениково и 6 други лица. До денес, тоа е омилената фирма на градоначалниците на ДПМН, која континуирано со години добива тендери. Само за пример, добила 13 тендери во општина Газибаба, 9 во Кавадарци, а во последните месеци ги освојува и тендерите во Бутел, Кисела вода и во Аеродром. Последните тендери кои ги добила се финансирани од унгарскиот кредит, кој граѓаните ќе го враќаат со високи камати. Индикативно, почитувани е што понудената цена и постигнатата цена се во речиси сите случаи исти, односно нема пат на цените. Дали однапред се знаеле условите? Прашуваме, дали градоначалниците на ВМРО ДПМН им овозможиле ексклузивен пристап до информациите? Почитувани, клучно е каде завршуваат парите од унгарскиот кредит. Парите од овој кредит не се бесплатни. Тие се враќаат од буџетот, односно од парите на граѓаните, и тоа со камата. Јавноста има право да знае дали ова е механизам за финансирање на партиските структури на ВМРО ДПМН, дали парите завршуваат директно во Белата палата, дали граѓаните плаќаат огромни камати за унгарските кредити, за власта да си ги дели со коруптивни тендери. Ова, почитувани, не сме да остане само скандал за кој ќе зборуваме денес. Очекуваме надлежните институции да реагираат веднаш. Очекуваме одговори од градоначалниците на ВМРО ДПМН. Ова е само почеток, во наредните денови ќе следуваат и нови информации и нови скандали. Ви благодарам.